Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Во секторот за внатрешни работи Тетово денеска беше реализиран уште еден отворен кабинет на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Мислам дека за кратко време ќе дојдеме до заедничко решение за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор, рече председателот на ССМ Слободан Трендафилов по денешната седница на Социјално-економскиот совет. Во акциска контрола на моторциклисти санкционирани 25 прекршоци, најмногу поради неносење кацига и непоседување возачки дозволи. Во секторот за внатрешни работи Тетово денеска беше реализиран уште еден отворен кабинет на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој оствари работна средба со раководството на овој сектор. Во секторот за внатрешни работи Тетово денеска беше реализиран отворен кабинет, дел од серијата посети на организацијските единици на МВР, при што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски лично ги слуша предизвиците со кои се соочуваат граѓаните, нивните идеи и предлози за подобрување на безбедноста во заедницата во која живеат. Ова мото МВР за граѓаните не обврзува и можам да кажам дека од досегашниве средби што ги остварив од утро до денеска, некаде на половина, имавме околу 15 граѓани со кои што се сретнавме. Најголемиот дел од граѓаните дојдоа за општи проблеми. Проблеми во сообраќајот, паркирањето кое што го имаме, забележаа дека имаме навистина намалување на проблеми од јавниот ред и мир. Се оцени дека е добра состојбата на меѓуетнички план и така натаму. Значи, сето тоа покажува дека граѓаните на општина Тетово имаат една висока јавна свест во делот на безбедноста и генерално придонесуваат заеднички или ја сметаат полицијата за партнер, со тоа што овие предлози произлегуваат од нив. Директно ги слушавме заедно со началникот, превземаме мерки. На средбата со раководството во СВР Тетово Спасовски беше запознаен со безбедносната состојба на подрачјето. Купниот криминал на подрачјето на СВР Тетово, знаете, 6 месеци од 2023 година, ако го споредиме со истиот период во 2022 година, бележи намалување за 5%. Значи, вкупните кривични дела се намалени за 5%. Севкупната откривачка дејност на ниво на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на 2023 година за овие 6 месеци е 78%. Класичниот криминал исто така имаме намалување на стапката за 5% во периодот 2023 споредбена со 2022. Во првите 6 месеци има зголемено и откривачка дејност за 48% споредбено со 2022 година во справување со неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Исто така зголемување на откривачката дејност за 14% во делот на недозволената трговија со оружје и распрскувачки материјали. Се бележи позитивен тренд во областа на сообраќајот, значи имаме извршено изброј на контроли како во 2022 година. При тоа бројот на прекршоци се намалува во споредба со 2022 година, што значи дека се подига јавната свест генерално за безбедноста во сообраќајот и немаме сообраќајни несреќи со последица смрт или со тешки телесни повреди. Од страна на СВР Тетово во првите 6 месеци во текот на 2023 реализирани се 7 превентивно-едукативни проекти и 13 превентивни кампањи, како и над 20 на други тековни активности од ваков карактер, чиј иницијатор и носител беше Одсекот за превенција во соработка со локалните самоуправи, а во некои од нив и со ОПСЕ.
Министерот Спасовски при денешната посета на Тетово потсети дека до февруари идната година граѓаните треба да направат промена на личните документи со новото име на земјава. Документите треба да бидат променети до средината на февруари 2024 година. Сакам да ви информирам дека веќе над 50% од документите се променети. Тоа оди со една добра динамика која што имаме и тоа е личен документ и тој личен документ треба да го имаме. Зборувам за лична карта, за патните исправи и за другите документи кои што се, така да начинот на промена мора да биде направен бидејќи тоа е детерминирано од уставот и од законските решенија. Нема друг начин бидејќи ние сепак за производството на тие документи има ангажирано фирма која што ги произведува тие документи и тие мора да бидат платени. Додека знаете дека за регистарските таблички донесовме одлука со која што тука практично тој издаток нема да го плаќаат граѓаните. Основното јавно обвинителство покрена постапка против 20 лица за криумчарење луксузни возила. 5 од лицата за кои се покренува истражната постапка се вработени во Министерството за внатрешни работи. Иако е отворена истражна постапка со наредба за 8 лица, кривичната пријава е за 21 лице, односно 20 физички и едно правно лице. Се работи за криумчарење на ексклузивни луксузни возила со вкупна вредност на сите возила од прилика од 500 до 600.000 евра. Овие возила биле предмет на кривично дело во други европски држави и предмет на меѓународна потрага, внесувани се со кривичното дело криумчарење, но потоа се прават фалсификатите, односно фалсификување на службена исправа и фалсификување на исправа за нивно регистрирање, односно легализирање, пошто се преминува па дури и на прикривање на кривичното дело, со тоа што се препродаваат, и тоа за многу кратко време, од едно на друго лице за многу пониска цена, се додека не се прикријат трагите од кривичното дело, за да истите се продадат на физичко лице за вредноста која што на вистина би била проценета дека е од важност за тоа возило. Оваа кривична пријава е за 15 возила, односно 14 патнички моторни возила и еден мотор. 5 лица се службени лица вработени во МВР, во оддел за управни работи. Останатите се физички лица кои што веќе си имале начин на примена на овие инкриминирани действија и сторување на кривичното дело во повеќе наврати. Во моментов се лишени 18 лица, 2 лица се во бегство. Против 8 лица ќе бидат поднесени предлози за мерка притвор, од кои 6 се веќе обезбедени, 2 од тие лица се во бегство и така ќе биде предлогот за определување на мерка притвор во бегство. А за останатите лица ќе бидат предложени мерки за обезбедување, со оглед дека се работи за скратена постапка, односно кривични дела за кои што е определена скратена постапка. Мислам дека за многу кратко време ќе дојдеме до заедничко решение, што и како ќе се случува со платите на вработените во јавниот сектор, за колкав процент ќе пораснат и дали ќе има исплата на регресот за годишен одмор и колкав ќе биде. Министерството за финансии треба да ги направи дополнителните пресметки во текот на денот и да не ги достави за да можеме да донесеме одлуки на нашите органи и тела, рече председателот на ССМ Слободан Трендафилов по денешната седница на Социјално-економскиот совет. Тоа што можеме да го кажеме сега пред вас и пред јавноста и на вработените во јавниот сектор е дека има посериозни доближувања кон нашите идеи, замисли и барања и она што Министерството за финансии и владата можат да го понудат во поглед на нашите барања. Договорено е уште еднаш да се сретнеме во понеделник, а до понеделник ние тоа што го разговаравме денеска тука да го пренесеме на нашите органи и тела денеска и во текот на утрешниот ден и да имаме заземен став врз основа на одлуки на нашите органи и тела и да одлучиме дали тоа што го дискутиравме денеска е прифатливо за синдикатите и дали ќе биде прифатливо за вработените во јавниот сектор и владата да направи дополнителни пресметки врз основа на тоа што го дискутиравме и тоа што го разговаравме денеска. Пак ќе кажам, охрабрува чекорот кој го направија и представниците на владата и чекорот кој ние како синдикати го направивме денеска на состанокот и сметаме дека на ваков начин
можеме да дојдеме до заедничко решение за многу кратко време, односно во текот на почетокот на наредната недела да имаме дефинирано што и како ќе се случува со платите на вработените во јавниот сектор, за колкав процент ќе пораснат и исплатата на регресот за годишен одмор, што исто така е важно прашање за вработените во јавниот сектор. Министерството за финансии очекуваме да ги направи дополнителните пресметки уште во текот на денот, да ги сподели до нас, за да можеме соодветно да донесеме одлуки на нашите органи и тела. Пак ќе повторам, охрабрува тоа што денеска го имаме како информација, како представници на работниците. Што ви понуди од владата? Колку процент? Разговаравме да се доближиме врз основа на тоа што ние го бараме и они што го нудеа изминатите состаноци. Не би сакале ние да го нарушиме целокупниот процес пред да ги направат нивните внатрешни консултации, пред да ги направиме ние нашите внатрешни консултации, меѓутоа сме блиску до она што го разговараме како представници на синдикатот. Минатиот состанок ви дадоа поголем коефициент? Разговаравме за поголем процент. Разговаравме, сметам дека доколку се направат пресметките правилно, дека ќе ги задоволат сите страни. Големо незадоволство повторно кај независниот синдикат на државната администрација заедно со синдикатот на судска служба кој денеска заедно одржаа протест за покачување на нивните плати. Имено, незадоволството не е само во судскиот систем, незадоволството има и во другите органи. Актуелно е царината, управата за заедни приходи, затворскиот систем и така натаму. Во рамките на синдикатот во поставка сте уште неколку протести да направиме и за другите служби. Ние како независен синдикат на судска служба учествуваме и во предлог изменет закони за судска служба. Воедно овој период на неколку наврати комунициране и имаме состаноци со председателот на судскиот совет, каде што му кажане потребите за брзо и навремено регулирање на додатоците на плата согласно правилник за додатоци на плата. Но, бидејќи во рамките на судскиот совет немаме слух, ние моравме да повторно да се организираме во рамките како овој протест, што ќе следи понатаму доколку не се уважат нашите барања. Нашите барања се адекватно зголемување на платата спрема трошоците на живот, но овој период имаме покачување на плата за 30% во делот на дел од Министерството за финансии. Незадоволството е големо, не само во судскиот систем, туку и пошироко. Од сите судови низ цела Македонија сме тука и низ други судови во Македонија има протести во врска со незадоволството, огромното незадоволство на судската служба и судската администрација од судскиот буџетски совет и од Министерство за финансии, кои немаат слух за нашите барања и нивната индиферентност за непостапување по додатокот од минимум 25%. Ние како судска служба бевме на состанок минатата недела кај председателот на судскиот совет. Тој ни вети дека ќе има додатоци, меѓутоа истиот ден изгласа додатоци за неговата служба, за судската служба на судскиот совет, и за Академија на судија. За нас само 5% и уште немаме одлука ни за тие 5%. Тоа е понижувачки, бидејќи судскиот буџетски совет се полни од наши средства, а не од вработените во судскиот совет, така да нема никаква логика 25% на неговите вработени, а на нас 5% на сите судови вработени во судовите низ Македонија. Верувајте дека сме на маргините, службениците во судовите работат освен прва смена и по 2 смени попладне, по 2 работни места за да опхранат семејства, да платат плати. Доставувачите немаат легитимации, немаат торби, а одат во ризични места да доставуваат пресуди, упатни акти, затворски казни. Значи, немаат слух ни судскиот совет, ваков судски совет не знам дали треба да постои. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски при презентацијата на наудите од анализите за сивата економија предложи наместо УЈП да објавува црна листа за тоа кој не плаќа данок, да почне да објавува бела листа, која ќе покаже кој го полни буџетот. Слушаме дека Управата за јавни приходи ќе излезе со црна листа на даночни плаќачи. И често пати може да сте слушнале вие коментари од наша страна дека
ние бараме да се објави белата листа, кој е тој што плаќа. Мислам дека е тоа значајно прашање, затоа што тогаш на површина ќе излези реалноста. Вака реалноста не можеме да ја видиме, затоа што на таа црна листа се наоѓаат сите должници по сите основи и по сите вредности, да речем, суми што се, во кои што тешко може да се дојди до показатели што ќе кажат кој како и од кои причини се наоѓа на таа листа, а покажувањето на белата листа ќе покаже кој е тој што умее да се носи со проблемите, кој е тој што умее и во вакви услови да го полни државниот буџет, да овозможи економска активност и да овозможи функционирање на државата. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 12 часот и 55 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го привеле МД 35 години од Република Албанија поради непријавен престој на подрачјето и негова инволвираност во питачење. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 38 годишниот ДБ од Тетовско Радиовце вчера околу 16 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека додека се движел по патот во Тетовски Челопек, настанал пожар во службеното возило Ford Focus со тетовски регистарски ознаки кое го управувал. Нема повредени лица, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил целосно изгаснат. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 20 часот и 40 минути во полициската станица Тетово дошол 24 годишниот тетовец ЗД, кој претходно бил пријавен од 25 годишна тетовка и након негова поранешна девојка, дека физички ја нападнал. По целосно расчистување на случајот на ЗД ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 20 на минути по полноќ на улица Благојатовска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 23 годишниот тетовец АА затоа што кај него му била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го привеле 64 годишниот гостиварец ТА, кој се однесувал агресивно и не почитувал нивна наредба додека преземале службени дејствија. Се расчистува случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот и 50 минути на улица Кеј Братство во Гостивар го лишиле од слобода 37 годишниот гостиварец ЕП, кај кого бил пронајден и одземен хероин. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 23 часот и 45 минути во Гостиварски Добридол, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 3 лица од ова село. Тие биле затекнати при употреба на друга, а кај едно лице била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола на моторциклисти, во која биле откриени и санкционирани вкупно 25 прекршоци. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење заштитен шлем и непоседување возачки дозволи. Вчера од 18 до 24 часот била спроведена акцијска контрола на мотоциклисти, во која биле откриени и санкционирани вкупно 25 прекршоци, 14 во Тетовско и 11 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитен шлем, односно кацига, 3 на непоседување возачки дозволи и така натаму. На сите прекршители изготвени им биле предвидени поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои зависно од прекршокот се движат од 50 до 250 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до мотоциклистите да не седнуваат зад управувач без положен возачки испит и без потребната заштитна опрема. На мотоциклистите им се советува исто така да ја прилагодат брзината, да внимаваат на бучавоста, посебно во вечерните часови и задолжително да ја проверат техничката исправност, односно навреме да ги регистрираат.
СВР Тетово со апел до сопствениците на стари хаварисани возила да ги отстранат од јавните сообраќајни површини, бидејќи се пречка за безбедно движење на учесниците во сообраќајот. Ова пред се однесува на возилата оставени на коловоз, тротоари или на бекатонски патеки пред стамбени згради, куќи и други објекти, дополнуваат од секторот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до сопствениците на стари хаварисани возила да ги отстранат од јавни сообраќајни површини, затоа што неретко го попречуваат нормалното и безбедно движење на учесниците во сообраќајот. Ова пред се однесува на возила оставени на коловоз, тротоари или на бекатонски патеки пред станбени згради, куќи и други објекти. Деновиве инаку значително зголемен е бројот на возила во Тетово и Гостивар, кои наредниве денови уште повеќе ќе се зголеми, а што може да предизвика сообраќајни мешаници на одредени улици и несакани последици од истите. СВР Тетово очекува дека и локалните самоуправи, координирано со нивните инспекцијски служби, непосредно ќе ги поддржат активностите за отстранување на хаварисаните возила, кои покрај другото создаваат и голема нехигиена, но и го наградуваат вкупниот амбиент на просторот. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува сопствениците на моторни возила да не ги паркираат каде што ќе стигнат, а особено не во зона на крстосници, во зелени површини и во така наречени двојни редови. И не само тоа, туку и да не создаваат преголема буџавост, посебно мотоциклистите, да не чкрипат со пневматиците на кружни текови и во целост да се придржуваат на сите сообраќајни правила и прописи. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!